Daimler пресече од 2030 година неговите градски автобуси наменети за Европа ќе бидат со нулти емисии. Ваквата одлука дефинитивно ќе ја забрза електрификацијата на тешките возила, која се одвива доста побавно отколку кај автомобилите. Таа доаѓа како придобивка од одвојувањето на компанијата од матичната група, што овозможи поквалитетно концентрирање на решавањето на специфичните предизвици. Окосница на идниот развој ќе биде Цитаро, кој во своето електрично издание е присутен веќе 4 години на пазарот. Голем чекор ќе биде неговото опремување со системот горивни келии на Toyota, кој ќе овозможи автономија од 400 км со едно полнење водород. Резервоарите ќе бидат поставени на покривот на автобусот, а погонската група со силина од 60 кW води потекло од Мирај. Цитаро ќе добие и нова генерација високоенергетски батерии со за околу 50% поголем капацитет. Во 2025 година ќе следи и првиот електричен меѓуградски автобус, а при крајот на деценијата треба да се појави туристички автобус на водород. Во истата насока, но со поинакво темпо ќе се настапува и на другите пазари. Годинава треба да започне производството на автобуската шасија со електричен погон, посебно прилагодена на потребите на Јужна Америка. Крајната цел е до 2039 година сите нови автобуси на Daimler да се испорачуваат со погон на струја или водород.